случај пред Меѓународниот суд на правдата. Со вашиот спор вие не допирате во око интерес на ниедна постојана членка на Советот за безбедност во Обединетите нации. И тоа не беше кажано дека може да биде предност за нашиот случај да биде разгледуван врз основа на аргументите пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Но истовремено не беше посочено дека тоа што вашиот проблем е мал, тоа е проблем за негово политичко надминување и вложување на политички капитал од страна на поголеми држави како Америка, Германија, Британија, Франција или некои други, за кои што проблемот е премал, нема ескалационен потенцијал во него, навикнале многу луѓе на тој проблем и нема ни некој голем порив или интерес за директен ангажман за негово решавање. Но како и да е, оваа година, како што кажа, 2008 беше важна затоа што имавме две пресвртници, едната повторување на грчкото ембарго во дипломатска смисла со вето и втората кога Македонија веќе покажа дека има капацитет да ги користи меѓународните инструменти кои што ни стојат на располагање како земја членка на Обединетите нации. Тоа покажува дека ние сепак сме се консолидирале како дипломатија, како држава, како влада која што има своји ресурси, институционални, човечки и дипломатски. Има одредена меѓународна позиција, има јасна цел, знаеш кои се превземените обврски од одредени договори и кои се правата од тие договорни обврски, во случајов со Република Грција, и сме превзеле чекор да поднесеме тужба, што мислам представува еден мално значаен чекор за подигнување на свеста и самодовербата на Македонија како држава и на македонската дипломатија како наша алатка во спроведувањето на националните и државни интереси. И четвртата и последна, би рекол, сегашна фаза од развојот на македонската надворешна политика е од 2009 па наваму. И таа е една, би рекол, ситуација на статус кво во која што ние имаме заслужено чекор напред и не можеме да го направиме тој исчекор напред заради блокирањето и покрај тоа што сме остварили одредени резултати и за ЕУ и за НАТО. И сега дилемата што се отвора е дали да продолжиме на овој начин, како што сме го правеле тоа до сега, дали да извлечеме поуки од некои од претходните фази на нашата надворешна политика за како да се поставиме во овој момент и што можеме да смениме во нашата надворешна политика. Дали треба да менуваме и ако менуваме, што треба да смениме. Моето мислење е дека по однос на спорот со името, во изминатите 22 години потрошени се многу време, енергија, дипломатски ресурси и политички ресурси и очекувања, а исходот не е на повидок. Кога ние би знаеле дека исходот би бил на повидок за година или две, тогаш може да бидеме упорни и истрајни и да ги продолжиме тие напори и да знаеме дека веќе одиме кон една предвидлива цел и дека ќе има исход од тој спор. Но ситуацијата не е таква и прашањето е што ќе добиеме, а што ќе изгубиме доколку го продолжиме одржувањето на ова статус кво. Моје лично мислење, кое што многу луѓе од политичката партија на која што припаѓам не го споделуваат, но моје лично мислење е дека ние треба да излеземе од ова статус кво и треба да ги одложиме или замрзнеме преговорите со соседна Грција до моментот кога тие официјално ќе се произнесат за прифаќањето или одбивањето на пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг и незината примена. Бидејќи ние во 95-та година, кога сме ја склучиле времената спогодба, сме се согласиле на взаемни права и обврски, сме се согласиле на еден меѓународно правен режим кој што на двете страни им дава колку толку избалансиран статус, за да не може ни една страна на штета на другата или на сметка на другата да создаде нелегална, би рекол, предност, за да може истата да ја злоупотреби или употреби во преговорите по однос на споразумето.
Прашањето е што ќе изгубиме, а што ќе добиеме ако изградиме ваква позиција и ако тоа го најавиме дека ние ги замрзнуваме преговорите, бидејќи како што каже министерот, многу често досега ова македонско-грчка игра во добар дел од ова потрошено време се сведувала на обвинување на другиот, на blame game, и тоа може да биде злоупотребено од другата страна, се каже дека Македонија е неконструктивна држава и не сака да разговара за името и слично. И другата дилема е дека ако ние ги замрзнеме преговорите за името до примената на пресудата од Хаг, тогаш тоа значи дека ние може да ги замрзнеме и нашите перспективи за Европската унија и за НАТО. Но контрапрашањето е, нели се тие перспективи и во моментов и онака замрзнати? Значи, ние со замрзнувањето на преговорите до примената на пресудата од Хаг нема да добиеме ништо помалку од она што сме го добиле или не сме го добиле до сега. Но ќе добиеме една појасна ситуација во која што ние ќе знаеме дека нема на секој состанок премиер, председател, министер, пратеник, влада, амбасадор и други кои што ја представуваат државата и имаат обврска да остваруваат средби со своите колеги и да ги одработуваат интересите, националните задачи на државата, нема половина, најмалку половина од своето време да го губат на истата приказна, на истиот спор кој што ние го имаме во изминатите 22 години. Значи, нема средба на која што сум учествувал или сум остварил, дали работна или официјална посета или гости, средба со колеги министри од подалечните земји или од соседството, на која што ако средбата трае 1 час, 40 минути од средбата се посветуваат на рециклирање на она што било, што се случило и што би можело да се случи во врска со спорот со името. Наместо тие 40 минути да се искористат попродуктивно за области од инфраструктурата, земјоделието, образованието, културата, безбедносната соработка и друго. Така што ова е една идеја која што едно размислување кое што е лично и кое што има за цел да ни понуди или да ни овозможи и отвори некои дилеми за тоа дали имаме алтернатива, посебно кога од другата страна во соседна Грција се уште имаме дел од старата елита кои што се на власт, веројатно и последните диносауруси од 91 година, добро познати на професорот Маленски, премиерот Самарас и сегашниот министер за надворешни работи Венизелос, кои што не очекувам, според мене, не очекувам дека ќе можат да бидат прагматични и да најдат начин, интерес или приоритет да го решат ова прашање, не само да го решат во наша полза или во нивна, туку да го решиме во, еве да кажеме, вин-вин ситуација. Затоа што грчката дипломатија секогаш била мајстор за наоѓање на изговори. Сега ова со Златна Зора е одличен изговор за Грција да не превземе било каква друга обврска или овие мерки за штедење или испуштање на луѓе од јавната администрација и нивното движење на работ помеѓу банкроти и стабилна економија се одлични изговори за тие во следните неколку години да кажат дека не се способни да превземат дополнителни обврски, освен доколку посериозни и поголеми земји чинители во меѓународната заедница, како Соединетите Американски држави, Велика Британија, Германија и Франција, не најдат конкретен интерес и желба да вложат дел од својот политички и дипломатски капитал за да го сменат ова статус-кво и да направиме еден исчекор напред. Двете земји имаат две клучни зависности и ќе ги имаат во следните 5 или 10 години. Грција ќе продолжи да биде зависна од финансиската, монетарна поддршка од страна на земјите членки на Европската унија и тоа ќе продолжи да биде во таква состојба во следните 10 години. Македонија ќе продолжи да биде условно кажано зависна од евроатлантските
германските перспективи кои што кај нас уживаат национален консензус за зачленување во Европската унија во НАТО и тоа ќе продолжи да биде така во следните 5 до 10 години. Доколку поголемите актери како Германија и Франција и Соединетите американски држави се одлучат овие две зависности на двете држави да ги спојат во одредена точка и да ги канализираат и да се вклучат во решавањето и надминувањето на овој дводеценески спор, тогаш може да има некаков исчекор напред. Доколку не, ќе продолжи да биде ова статус кво, кој што мислам дека не ни оди во прилог. Благодарам. Благодарам и вас. Бидејќи доцниме со агендата, да кажуваат нашите германски партнери, значително, би сакал да ве замолам доколку имаме прашања да ги собериме и потоа би му дал збор на говорниците, на професор